Паркирајте одма ке Удино онде, ајде. Уште на пристигнување, ски центарот Попова шапка ќе се обиде да ве одврати од намерата да скијате. Денот наменет за опуштање на планина може да се претвори во долго пешачење до саканата дестинација. На која оддалеченост од ски центарот ви е колата? Па на километар од прилика. Ако кон шапка не сте тргнале малку порано, ќе мора да паркирате покрај патот, далеку од дестинацијата. Како се снајдете со паркинг? Па имаше полиција и само не пренасочи да се паркира таму. За викендите се создава колона од паркирани возила долга со километри. Пристап до ски центарот? Пешки, Колку пешачевте? па едно 500 метри. Со ски опрема? Да, со све на нас. Ево вака, кој што гледа. Tot od pak në këmbë, po edhe aty me pjedalën. Kur ki vullnet, I del edhe asajna. Сепак, илјадници туристи секој викенд ја поменуваат првичната пречка, за да стигнат до втората. Дотрените ски лифтови и жичници, кои се стара болка за скијачите. Këtë sezon kotën e diellit nuk është edhe nuk ka kushte shumë mira për arsye se shumë shpesh ndodh që ski liftet të mos punojnë. Veçanërisht gjatë vikendeve ku edhe ka një masë të madhe të turistëve këtu, veç nuk punojnë, ka shumë probleme me ski liftet. Nuk e din çka është. Nuk ka kushtet elementare mungojnë këtu në Kotën. За скијачите најпривлечна е познатата патека Церипашина, но се жалат дека жичницата што води кон врвот често не работи, иако дента кога снимавме се беше во ред. Например, скилифтите да работат сите. Значи Церипашина да работат, Тетекса да работат, Воседот, например, прошлата година не работеше, оваа година работа. Пошто ако скилифтите не работат, ќе има гужва, ако работат нема да има гужва. Операторот на жичницата кон Церипашина тврди дека барем оваа сезона немало дефекти. Застои во работењето имало само при лошо време, густа магла или ветер над 15 метри во секунда, што е 55 км на час. Поради силен ветер на крајна станица, ние мораме жичарата да га исклучиме. Поточно, прво се празни жичарата на половина и на крајна станица, па потоа се гледа ветромер, како што видовте преска, мора да се допре жичарата. На таа брзина од ветер жичарата мора да се исклучи. Попова шапка има околу 13 км патеки за скијање и преубава природа. Но за жал последниве неколку децении тоа се ретките работи со кои ски центарот може да се пофали. Сепак скијањето овде создава фантастично чувство, па ви останува барем додека скијате како турист да заборавите на останатите проблеми. Оваа група скијачи од различни европски земји чека да им пристигне приватниот ратрак. Со него се искачуваат на повисоките планински падини. Тие се влюбеници во екстремните спортови, па скијат надвор од патеките. First days ski lifts were not working, but we operate with a cat. So for us it's not a problem, but if you see the amount of people and the enthusiasm of the people over here, I think you should have more lifts so people can enjoy the snow in the mountains and in nature. Сметаат дека е потребен развој на патиштата, паркинзите и сместувачките капацитети, но задоволни се од природата, гостопримливоста и храната. Се разочарале кога виделе дека дотраената ски опрема и останатото ѓубре завршуваат во долот покрај патеките. I think it's a pity is that the people throw away their garbage, papers, plastic bottles. They just dump it on the piste or from the ski lift, and that's a shame. If we put carbon bins, so we can put the waste into a bin, then it would not end up in the piste like now. That's really a shame. Со ски центарот Попова шапка стопанисува Елем Турс, фирма ќерка на државната компанија Елем. Директорот Джемейл Јусуфи признава дека ски лифтовите често се расипуваат. Се работи за стара инфраструктура, за стари жичари, стари ски лифтови, кои што често имат дефекти, но нашите вработени прават крајни напори да ги отклонат. Сакам да наведам дека за поголемиот дел често и не се наоѓаат делови. Недостигот од паркинг места не бил во нивна надлежност, но се обидуваат секој можен простор да се искористи за паркирање. Можеби затоа по сокаците има хаотично оставени автомобили.
Годинава во функција се електронските ски карти, со кои барем се намалува метежот пред жичниците и ски лифтовите, чија работа се следи со видеонадзор. Електронскиот систем е прифатен многу позитивно од поголемиот број на посетителите и камерите ни помагат од сигурностен аспект, евентуално ако се случи не дај Боже некоја повреда или оштетување на техниката или за да превземеме соодветни мерки. Имаат и неколку ратраци кои служат за тапкање на снегот и подготовка на патеките. Ги користат и за туристички обиколки. Јусуфи најавува дека наскоро ќе проработи и шестоседот кој се гради со години. Значи чекаме крајна фаза поставување на сајлите, кабините и пуштање во пробна работа. Ваква најава имаше и неговиот претходник, но досега ништо. Хотелиерите бараат повеќе инвестиции на Попова шапка, зашто велат тие го трпат срамот кога туристите се жалат на лошите услови. Хашима Сани, кој е менаџер на хотел, вели дека ски центарот треба да се приватизира. Смета дека може да се оди и на јавно-приватно партнерство и дека не мора да се чека на странски инвеститори, зашто имало и домашни. Para që duhet bëhet në Kodrën e Diellit duhet nga Elemi tërhiqet pjesa turistike që mos menaxhohet turizmi me Elemi, sepse është treguar me disa vjet me radhë e pa suksesshme dhe ajo është jo logjike nëse gjithmonë kërkohet nga Elemi zhvillohet turizëm, kur gjithmonë janë në humbje. Asnjëherë ata nuk kanë dalë diçka përfitim ose të zhvillohet turizmi. Елем Турс уште од формирањето во 2012 година работи со загуба. Во 2017 имале приход од 1.400.000 евра, а расходи двојно повеќе, 3.150.000 евра. Менан Мемеди е поранешен директор на овој ски центар, а сегашен активист во граѓанската организација да ја спасиме Попова шапка. Тие уште на почетокот на сезоната побараа државните институции да го спречат, како што велат, уништувањето на Попова шапка. Го блокираа и патот кон центарот и побараа лично премиерот Зоран Заев да дојде и да се увери дека шапка пропаѓа. Владата да се интересира и конечно да го реши овој проблем за да Попова шапка живне и да стане еден од центрите, ако не светски, европски комотно може да кажеме дека може, затоа што инфраструктурата, односно конфигурацијата на местото каде што е поставена или е Попова шапка е извонредна. Ако некој центар може со 100 милиони, да речеме, или 200 милиони да се изгради и да биде врвен, Попова шапка со 100 милиони може да се направи да биде навистина многу добар прифатен центар, било за спортскиот дел, било за туристичкиот дел. Директорот Јусуфи немаше конкретен одговор зошто државата не инвестира на Попова шапка. Елем, како основач на Елем Турс, има оформена работна група која што има за задача да направи анализа на фактичката состојба, реалната состојба и со таа анализа да ги достави, таа анализа да ја достави до владата, која што понатаму се надеваме дека ќе превземе понатамошни чекори, се со цел да се искористи огромниот потенцијал кој што го има ова убава планина. На заминување, клучното прашање е каде сте го ставиле автомобилот. Мислам дека треба да се најде некој решение за паркингот и веќе сепак е еден од најголемите скијачки центри во Македонија. Треба со скијачка опрема е тешко да се стигне до возилото, така. Да ја пуштат жичарата што оди од долу, да не се паркираат тука луѓето и тоа долу да се направи поголем паркинг, за долу си ги стават луѓето колите, жичарата тука од тето, од градот. Подземна гаража ваму кај хотел Попова шапка, кај што има како дол така, една подземна гаража. На враќање кон Тетово, уште долго среќававме возила паркирани покрај патот.